Добро, благодарам за можноста да се обратиме. Денеска сме тука во Чучер Сандево, ќе посетиме повеќе населени места. Моментално сме во Бразда, ќе бидеме во Чучер Сандево, ќе бидеме во Бањани и ќе разговараме со многу граѓани. Многу е важно ВМРО-ДПМН да продолжи со оваа акција која нарекуваме Ова е Македонија, да разговараме со што повеќе граѓани, да ги кажеме нашите размислувања за сите теми моментално што се актуелни, но и да искритикуваме што централната власт не прави ништо апсолутно во ниедно населено место. Еве тука во Чучер Сандево навистина имаат целата власт, имаат и локална, имаат и централна власт. Може да видиме дека апсолутно едно камче не е мрднато, па ниту планираат да направат нешто за оваа општина. Но многу внимателно кога ги слушнете нивните изјави, они се полни вака со ЕУ реформи, полни се со нивни размислувања како ќе однесат Македонија во Европската унија, но може само да видиме еден куп штетни договори и еден куп лаги и нетранспарентни процеси. Впрочем, денеска еве можевме да видиме дека со европско знаменце на сила го помина оној фамозен договор за Бехтел и Енка, каде што прв пат во историјата во било која влада се носи ваков специјален закон, каде што нема да важи законот за градење, каде што нема да важи законот за урбанистичко планирање, каде што нема да важи законот за шуми, законот за експроприација и многу закони нема да важат бидејќи они така решиле да го у овој момент да го погазат уставниот поредок. И навистина тоа е штета бидејќи се отвара Пандорина кутија за воиднина. И со ова ЕУ знаменце што го поставија навистина правија голема штета во историјата на самото работење на собранието. Јас жалам што овие пратеници не видоа дека стана анти-ЕУ пратеници, бидејќи самата европска делегација кажа дека овие закони не сме да се поминат со ЕУ знаменце, но се они полни со устите дека нешто правеле европски реформи, уставни измени, но јас сакам да ги уверам сите граѓани дека такво нешто ниту има, ниту ќе помине. Затоа ние ќе продолжиме тука да се среќаваме со народот, да разговараме за сите теми што народот го тешти и се разбира да нудиме решенија, бидејќи ВМРО-ДПМН многу наскоро ќе ја води и новата влада и навистина тогаш ќе има една подобра иднина за сите граѓани во Република Македонија. И благодарам.